Внимание, внимание! Зборуваат граѓаните. Вики, знаеш ли ти дека езерово е најстаро во Европа? Знаеш дека имам натреден топче сунгер во кој што илјадници години живеат едни ракчиња, така мали. Еден сунгер. И сите си живеат ко фамилија, не се кара. Знаеш дека Охрид има најубави цркви, манастири, плажи. Така, а знаеш дека во езерово има над 200 ендемски видови? Вики, нешто мрдно. Сега Мики ќе обербатиме езерото или ќе заштитиме, што ќе прави? А? Ти што викаш? Ми те прашуват тебе. Треба да ги прашаме Охриѓани и граѓаните. Let's go! Кажете ми, дали сте горди на Охридско езеро и што најмногу ве прави горд? Самото обајна на Охридско езеро бе друга. Да? За Охридско езеро да не си горд, треба бити тешко стварно, е? Најмногу горда ме прави тоа што идат многу туристи тука, што имаме прекрасен поглед, чисто езеро и многу бав град. Секако дека сум горда на Охридското езеро и општо на Охрид и на сите Охриѓани. Најмногу ме прави горда тоа што е најстаро езеро на Балканот. Во цела Македонија можам да речем еден од најубавите градови со наша природа, со наше Охридско езеро, што сите Охриѓани потоа сме познати по езерово. Најмногу не прави дека е едно свет, ама и од друга страна не сме горди, пошто не го чуваме како што треба. Нема човек што нема да е горд на Охридското езеро, али најгорд ми прави оно што го создава природата. Чисто е природно езеро, уникатно ставно. Кои се најскапоцените културни бисери на Охрид? Што треба прво туристите да посетат? Што би им препорачала ти? Дефинитивно црквите, манастирите. Свети Наум, тврдината горе, плавни. Најкултурните бисери што ги имаме се оние стариња што работат со кајчиња, да посетат галичите според мене. Поред тебе. Ханјо, Добре. Плавшник Добре. и било која плажа во Охрид. Да ги посетат кафичиве што се покрај езеро, црквиве, манастириве, каде и да се оди во Охрид, секаде е преубаво. Ајде, од цркви до, не знам, историски споменици, до кафани, све треба да посетат. Све треба да посетат. Да? Значи не може да ги набројам колку има културни места, да почнеме од цркви, ти треба 300 дена, 365 да ги посетиш. Многу цркви имат, пример црквата Канео, антички театар, Робевци. Свети Наум, стариот дел од градот. Има ли доволно културни настани во Охрид? Преку лето да. Што му фали на Охрид од културни настани? Филмови. Јас немам заприметено дека нешто фали, гледам дека еве и денес имаше маратон. Може да поѓе стално, може да поѓе. Единствено што ми се бенди со мене е културолошка иницијатива што ги прават овие 5 до 12. Дедов за маратонов, притимаш сум исполнет, ама му фали хигиена. Прво она што го има круцијален настан на Охридско лето. Мислам дека нема многу доволно, освен Охридско лето. Што најмногу му фали на Охрид како културна понуда? Стариот Охрид што беше до кај 2010-2012. Му фали поќе да се гледат езеро, поќе да се одржи вид. Како да го заштитиме Охридско езеро? Прво, да не ни го стркате езерото тоа, Добро. ако може. Друго, да не ни правите многу ѓубре. Има Да се грижиме да не фрљаме ѓубре. Да ставиме парапет, ограда. Да дојдеш веѓани, некои норвежани да живеат овде, ние кај дојдеме малце да загадиме. Мислам дека треба да се подигни свеста кај народот, бидејќи сепак само ние сме одговорни за тоа и никој друг. Прво мајнцетов на самиве локалци ние да си го направиме. Да не го загадуваме, да. Што го загадуваме највише? Со пластики, со глупости, фрлет. Кој е најодговорен за заштита на езерото, неговите ендемски видови и културното наследство? Најодговорни се ние Охриѓани што живееме во Охрид. Стартно прво луѓето. Значи луѓето кои живеат тука, луѓето кои го посетуваат Охрид, а потоа самата власт во град. Да се направи некој проект, некоја акција да се исчистат работите. Пред се со локална самоуправа треба нешто да преземе на најголемата одговорност од кај Самите ние. Прво ние ако не се средиме, нема кој друг да ни направи нешто. Тргналце, прво својот двор си очистиш, па и комшијата гледаш. Најодговорни сме ние, Така е. тука што доаѓаме. Сигурно постои и во нас самите. Знаеш како кога ќе најдеш село без кучиња, секој прави што сака. Истите ние кои ќе отидеме негде, надолу сме други луѓе. Како треба да е градот Охрид, иако не се грижит баш многу. И градот, и луѓето. Сме свесни, ама не постапуваме сакаш на правилниот начин. Имаме свест, а не реагираме како што треба. Треба свеста да се креи на граѓани дека
не треба да го загадуваме езеро, зашто ние најунешо градов што го имаме. Ние само треба да си ставиме свиж во главата и да кажеме дека ова е наше. Само тоа треба да направиме. Внимание, внимание! Зборуваат граѓаните.